За јавно предпријатие Куманово план се зголемува износот од 1,5 милиони денари, така да сега вкупно за 2023 година се предвидуваат 11,9 милиони денари. Украсување на град Куманово за нова година се предвидува 3 милиони денари, до сега немаше ниту денар за оваа година предвидено. Одржување на улично осветлување според јавно-приватно партнерство се зголемува со 7,3 милиони денари и сега изнесува за 23 година 83,3 милиони денари. Изведба за надзор на објекти и износот од 2,5 милиони денари се зголемува за 2,738 милиони денари и за 2023 година изнесува 5,230 милиони денари и тоа е исклучиво за високоградба, односно цените се поголеми во однос на претходните години затоа што се донесе нов правилник со кој се утврдува начин на плаќање на надзор на објекти кои што се високоградба. Рушење на објекти од 2,5 милиони денари се зголемува за 500,000 денари, Бекатон од 13 милиони денари се зголемува за 14 милиони денари и сега за 23 година е 27,3 милиони денари. Мислење и услуги за заштитно културно наследство 700,000 денари, изработка на геомеханички и геотехнички услови, односно елаборати 600,000 денари, субвенција за инвалидизирани лица од 3 милиони се зголемува за 450,000 денари и сега е 3,450,000 денари. Урбана опрема од 1 милион денари на милион се зголемува за 1 милион денари, за 23-та е 2 милиони денари. Инаку во самата програма има дополна на одредени проекти кои што се започнати и за нивна конечна реализација потребни се дополнителни средства. Значи би ги спомнала Јане Сандански за 200,000 денари, 11 ноември 494,768 денари и Славиша Вајнер 144,345 денари. Се предвидува за водоводна мрежа Борис Кидрич 3,6 милиони денари, за спортска сала која што се реконструира дополнителни 14 милиони денари. Исто така дополнителни средства се определуваат за топловодни пумпи на градскиот базен во висина од 597,000 денари и за фотоволтаици исто така на градскиот базен за 400,000 денари. Како последен проект кој што треба да се заврши и улица 172 и за неја се дополнително определуваат уште 163,654 денари. Како нови улици во оваа програма се ставаат Козијачка во Доброшане за која се предвидени 4,97 денари и улица 708 во Рекова куќа 2,100,000 денари. Дополнителни средства имаме и за основно училиште Подрачно во Пчиња, 4,5 милиони денари, што укупно би било некаде околу 7 милиони денари за овој проект. Превоз, субвенционирање на превоз е 11 милиони денари, за превоз беше на минатиот совет донесена одлука, за субвенции за газ, тоа е во програма за животна средина, се додаваат дополнителни 816,671 денар, така да субвенција на газ за оваа година ќе биде 1,016,671 денар. Значи тоа се измени кои што ги опфаќаат сите овие 4 точки наредни што ќе ви бидат пред вас.